black-eyed bee and lovely. Keep it a secret now, please. They're zippy, happy, and they're sweetly. And all the Partington bees, the Partington bees. Veselite Graškovci. Veterko, junak na denot. Килавко беше најстар и најмудар Грашко во Грашкоград. Во својот албум тој ги бележеше сите настани во градот. Веселко и Блашка дојдоа да го прашаат дали му треба нешто. Навистина сте многу љубезни, им одговори Ќелавко. Да ви кажам право, баш ми се пријадоа пржени компирчиња за вечера, а далеко ми е да одам до дуќенот на Мими. Таа пржина љубави компирчиња. Така Веселко и Блашка се упатија кон дуќенот на Мими. Набрзо слушнаа музика. Цветко седеше пред неговата шарена кукичка. Здраво, пријатели. Сакате ли да ги слушнете моите нови песни? Со задоволство, одговори Веселко. Супер, рече Блашка. И така, Цветко почна да свири и да пее. Веселко и Блашка брзо го фатија ритамот и почнаа да играат, а Цветко постојано свиреше нови песни. Сосема се занесоа, кога одеднаш Блашка застана. Што е? Ја праша Веселко. Толку се занесовме, одговори Блашка. Што сосема заборавивме на вечерата за Ќелавко. Еве, веќе се стемнува. Имаш право, одговори Веселко. А Цајко ни рече никогаш да не излегуваме сами кога ќе се стемни. Цветко одеднаш забележа нешто. Гледајте, рече, тоа беше Ветерко. Тие му објаснија во што е проблемот, а Ветерко им рече да не се грижат. Јас ќе одам место вас, ќе одам и ќе се вратам додека да кажете Грашкоград. Одлично, рече Цветко. Ветерко стигна до дуќенот токму кога Мими ставаше лист на кој пишуваше "Нема компирчиња". Ветерко ја објасни дека итно му требаат компирчиња. Леле, одговори Мими. Многу ми е жал, ама Буцко пред малку ги купи последните, а сега е доцна и пазарот веќе е затворен. На Веселко му текна нешто. Почекај ме за момент, веднаш ќе се вратам. Ќе се вратам веднаш. Во патот го пристигна Буцко. Тој навистина купил цел куп компирчиња. Грашко веќе се подготвуваше да влезе дома, кога пристигна Ветерко. Слушај, рече Ветерко, можеш ли да ми дадеш малку компири? Многу ми е итно. Секогаш подготвен да помогне, Грашко му објасни на Ветерко дека цел ден копал во градината и му даде цела вреќа. Благодарам, рече Ветерко, и за миг веќе беше кај Мими и помагаше при пржењето. Кога беа готови, Ветерко им ги однесе компирчињата на Веселко и на Блашка. Во меѓувреме, Ќелавко веќе се загрижи што ги нема, бидејќи почна да се стемнува. Се извинуваме што доцнеме, во еден глас рекоа Веселко и Блашка. Но затоа еве ги вашите компирчиња, уште се жешки. Ќелавко им заблагодари, а тие му раскажаа што станало. Тој ги покани да пробаат од компирчињата. Најпосле, тоа беше уште една убава приказна за неговиот албум. Let's creepy black-eyed bee and lovely. Keep it a secret now.